Улогата на Американската стопанска комора во Македонија е да ги обединува не само американските инвестиции во Македонија, туку и сите други компании кои што би сакале да бидат членки, а комората се грижи за представување на нивните интереси и права и во главном за создавање на подобра бизнис клима. Какви реформи се неопходни во Северна Македонија за унапредување на деловната клима? Кои се сугестиите од вас, од Американската стопанска комора? Еден од најголемите и најдолгорочните проблеми во економијата во Македонија е сивата економија. Како што знаеме, сивата економија е од прилика 30% од вкупната економија. И сивата економија ги прави регистрираните компании неконкурентни, затоа што компаниите од сивата економија можат да понудат производи и услуги на многу пониски цени, затоа што не плаќаат ДДВ, не придонесуваат за социјално и пензиско осигурување, така што нивните цени се многу пониски и со тоа ги прават регистрираните компании и формалните компании неконкурентни, а во исто време го оштетуваат буџетот, а со тоа и целото општество. Колку е важен гласот на приватниот сектор во усогласување на македонското законодавство со земјите членки од Европската унија? Јас мислам дека е апсолутно круцијален, затоа што мораме да земеме во предвид дека со тие закони кои што ќе ги донесеме, кои што се дел од препораките на Европска унија, сепак приватниот сектор ќе ги живее и ќе ги имплементира. Така што мислам дека фидбекот од приватниот сектор е многу важен. Како да запре глобалниот тренд на одлив на мозоци? Северна Македонија не е остров и таа е дел од глобалниот процес. Апсолутно, Македонија е дел од глобалната економија и како таква се повеќе се отвора кон надворешниот свет, а со тоа се случува и одливот на мозоци. За да можеме да ги задржиме квалитетните луѓе во нашата земја, треба не само да им отвориме повеќе можности да може да се реализираат во нашата земја, меѓутоа исто така треба да внимаваме на тоа какви јавни услуги им нудиме или не им нудиме, затоа што многу често се случува луѓе кои што имаат прилично солидни плати во Македонија да се иселуваат сепак, затоа што во други земји им се нуди едноставно подобар квалитет на живот, со подобра инфраструктура, подобро образование, подобро здравство и мислам дека тоа е многу битно за привлекување, инспирирање на луѓето да останат и да работат во земјата. Благодарам за разговорот. Благодарам што ми остапивте простор.